Огнило, Ханс Христијан Андерсен. Си одеше еден војник по пат, чекорејќи цврсто. 1, 2, 1, 2. На грбот имаше ранец, а на колкот сабја. Се враќаше од војна. Наеднаш на патот средна една стара грда вештерка. Долната усна ѝ беше толку голема, што и висече речиси до градите. Таа му рече: "Добро вечер, војниче. Имаш убава сабја и голем ранец. Вистински војник си. А сега ќе добиеш уште и пари колку ќе посакаш." "Ти благодарам, стара вештерко," рече војникот. "Го гледаш ли ова големо дрво?" праша вештерката и покажа на дрвото што се наоѓаше крај патот. "Однатре е сосема шупливо. Ке си искачиш на врвот, па ќе видиш една дупка низ која ќе се вовлечеш во дрвото. Ке ти врзам едно јаже околу половината за да можам пак да те извлечам кога ќе ме викнеш." "А што ќе правам во дрвото?" праша војникот. "Да донесеш пари," одговори вештерката. "Кога ќе слезеш на дното од дрвото, ќе се најдеш во еден долг ходник, добро осветлен зашто во него горат преку 100 светилки. Тогаш ќе видиш 3 врати со клучеви во бравите. Ако влезеш во првата соба, ќе видиш среде соба голем ковчег на кој седи еден пес. Тој има очи како чашки за чај, но ти не се обзрнувај на тоа. Ќе ти ја дадам мојата престилка со сини квадрати. Простри ја на подот, па пристрапи му брзо на песот и стави го на престилката. А потоа отвори го ковчегот и земи бари колку што сакаш со се од бакар. Но ако ти е помило среброто, тогаш влези во втората соба. Таму седи пес кој има очи како воденички камења. Ти не се обзрнувај на тоа, туку стави го на мојата престилка и земи пари колку сакаш. Ако пак сакаш злато, можеш и него да го имаш колку душата ти сака. Само влези во третата соба. Но на песот што седи таму, на ковчегот со парите, очите му се големи и тракалезни како кули. Дури тоа е вистински пес, верувај ми, но ти не обрнувај внимание на тоа. Само стави го на мојата престилка и ништо нема да ти стори. А ти земи си од ковчегот злато колку сакаш." "Тоа не е лошо," рече војникот, "но колку треба тебе да ти дадам, стара вештерко, зашто мислам дека секако и ти нешто бараш." "Не," рече вештерката, "не барам ни пара. Ке ми донесеш само едно старо огнило што го заборавила мојата баба кога последен пат била долу." "Добро, дај ми јаже да го врзам околу половината," рече војникот. "Еве ти," рече вештерката, "а еве и мојата престилка со сини квадрати." Војникот се искачи на дрвото, се свлече низ дупката долу и се најде, како што рече вештерката, во голем ходник каде што гореа 100 светилки. Кога ја отвори првата врата, навистина виде пес со очи големи како чаши, кој ѕуреше во него. "Баш си сила, момче," рече војникот, па го стави на престилката од вештерката, зема од бакарните пари колку што можеше да собере во џебовите. Го затвори ковчегот, го стави песот пак на него и влезе во втората соба. Леле, овде седеше пес со големи очи како воденички камења. "Немој толку да ѕуриш во мене," рече војникот, "може да те заболат очите." Па го стави песот на престилката од вештерката, но кога виде купишта сребрени пари во ковчегот, ги фрле сите бакарни пари што ги имаше, па ги наболни чеповице од ранецот со чисто сребро. Потоа појде во третата соба. Тука беше страшно. Песот што седеше тука вистина имаше очи како вистински кули, а се вртеа во главата како тркала. "Добро вечер," рече војникот и ја симна капата, зашто таков пес никогаш порано не видел. Потоа го спушти на престилката и го отвори ковчегот. Колку злато имаше во него. Со него можеше да го купи целиот Копенхаген и сите шеќерни прасиња кај сладкарките, сите олновни војници, камшиците и кончињата за клацкање, сите играчки на светот.
Тоа беа навистина големи пари. Сега војникот ги исфрли сите сребрени пари од џебовите и ранецот и наместо нив зеде злато. Ги наполни со него сите џебови, ранецот, капата и чизмите, така што одвај можеше да се движи. Сега имаше пари. Песот го врати на ковчегот, ја тресна вратата, се врати на местото од каде што се спушти и викна: "Извлечи ме, стара вештерко." "Го зеде ли огнилото?" праша вештерката. "Гледај," рече војникот, "на тоа сосем заборавив," па се врати по огнилото. Вештерката го извлече, сега пак стоеше на патот со џебовиц, чизми, ранец и капа полни со пари. "А што ќе ти е огнилото?" праша војникот. "Тебе тоа нека не те интересира," одговори вештерката. "Ти си ги доби парите, а мене дај ми го огнилото." "Не драдори," рече војникот, "туку брзо кажи што ќе правиш со тоа или ќе ти есечам главата со сабјава." Но вештерката не сакаше ништо да каже и војникот навистина ја исече главата. Потоа ги врза сите пари во незината престилка, ја префрли врз зопката на грб, го стави огнилото в џеб и трагна права в град. Тоа беше убав град, а тој влезе во најубавата гостилница, побара најубава соба и јадење кое најмногу го сакаше, зашто сега со толку пари беше многу богат. На слугата, кој требаше да му ги исчисти чизмите, му се чинеше дека се тоа премногу смешни стари чизми за толку богат господин, но војникот уште не стигна да купи нови и дури утредента се облече во нови богати алишта. Сега војникот стана отмен господин, а луѓето почнаа да му раскажуваат за сите убавини на нивниот град, за својот крал и прекрасната принцеза. "Каде може да се види таа?" праша војникот. "Таа воопшто не може да се види," му одговорија. "Живее во големиот бакарен замок, опкружен со високи ѕидишта и кули. Никој освен кралот не смее ни да влезе ни да излезе од кај неа, зашто ја предкажано дека ќе се омажи за прост војник, а кралот тоа не би можел да го поднесе." "Баш би сакал да ја видам," си мислеше војникот, но никако не можеше да дојде до принцезата. Сега тој почна весело да се живее и да ужива, помагајќи ги штедро и сиромасите, зашто уште се сеќаваше на старите дни кога беше бескршена пара. Сега беше богат, имаше убави алишта, се здоби со многу пријатели кои велеа дека е тој редок човек, вистински кавалер, а тоа му се допаѓаше на војникот. Но бидејќи секој ден трошеше многу пари, а ништо не заработуваше, најпосле му останаа само 2 парички, па мораше да се исели од убавите соби во едно малечко сопче на масандрата. Мораше сам да ги чисти и крпи своите чизми, а пријателите почнаа полека да го напуштаат. Една мрачна вечер, кога немаше со што да купи ни свеќа, војникот се сети на она огнило што го беше зел од чупливото дрво. Тој го извади огнилото и малку труд, но во моментот кога пламна огнот и искри летнаа од кременот, излезе пред него оној пес што имаше очи како чаша за чај и рече: "Што ќе заповеда мојот господар?" "Што е ова?" рече војникот. "Тоа е некое волшебно огнило, штом со негова помош можам да добијам се што ќе посакам." "Најди ми малку пари," му рече на песот. И оп, песот исчезна, оп, еве го пак и во забите носи големо кесе со пари. Сега војникот знаеше за волшебната моќ на огнилото. Кога ќе шкрапнеше еднаш, ќе најдеше песот што седеше на ковчегот со бакарните пари, кога ќе шкрапне 2 пати, доаѓаше оној од собата со сребрените пари, а кога ќе шкрапне 3 пати, ќе се појавеше оној што го чуваше златото. Сега војникот пак се пресили во убавите соби, облече скапоцени алишта и веднаш го познаа неговите пријатели што пак почнаа многу да го ценат. И така еднаш му падна на ум убавата принцеза. Зар баш никако не може да ја види? Тогаш се сети на огнилото. Шкрапна оган и виде. Дојде песот со очи како чаши за чај. "Сега е вистина ноќ," рече војникот, "но со задоволство би ја видел принцезата, барем само за миг."
Песот веднаш исчезна и пред да може војникот да се снајде, ја виде пред себе принцезата. Спиеше на грбот од песот и беше толку мила што младичот, кој инаку беше вистински војник, мораше да ја бакне. Песот тогаш се врати пак со принцезата во дворецот, а кога 8 на утрото, кралот и кралицата седнаа да пијат чај. А принцезата им раскажа дека сонила чуден сон за некој пес и еден војник. Јавала на песот, а војникот ја бакнал. Тоа е навистина убава приказна, рече кралицата. Идната ноќ требаше една од постарите дворјанки да пробдее крај постелата на принцезата, но војникот толку многу копнееше повторно да ја види убавата принцеза. Идната ноќ песот пак дојде, ја зеде девојката и потрча колку што можеше побрзо. Но старата дворјанка ги обу чевлите и потрча исто така брзо по песот. Кога виде дека влегоа во една голема куќа, помисли: сега знам каде е, и ја одбележа вратата со креда. Потоа отиде пак во дворецот и легна, а песот излезе со принцезата. Но кога виде крст на вратата, зеде и тој парче креда ги одбележа со крст сите врати во градот. Утредента рано појде кралот и кралицата, старата дворјанка и сите офицери да видат каде била принцезата. Еве овде, рече кралот кога ја виде првата врата со крст. Не, овде била, мили мој мажу, рече кралицата кога ја виде втората врата со крст. А еве и овде еден, и она му еден, извикаа сите. Каде и да погледнеа, имаше крст на вратата. Така видоа дека брањето нема ништо да им помогне. Но кралицата беше многу умна жена и умееше повеќе отколку само да се вози со кочија. Таа ги зеде своите големи златни ножици, исече парче свила и соши едно мало убаво кесе. Го наполни со китна фина елда и го врза на принцезата за појас. А потоа дупна мало дупче на кесето, така што елдата можеше да се истура по целиот пат каде што ќе поминеше принцезата. Ноќта песок пак дојде. Ја зеде принцезата на грб и потрча кај војникот. Песот и не забележа дека елдата се истура од дворецот па се до прозорецот на војникот, каде што се качи под зидот со принцезата. Утрото кралот и кралицата убаво видоа каде била ќерката, па наредија да го фатат војникот и да го фрлат в зандана. Младичот шмаеше во занданата. Утредента требаше да биде обесен. Најлошото беше тоа што своето огнило го беше заборавил во гостилницата. Утредента рано можеше да види низ железните решетки како брзаат луѓето на плоштадот за да гледаат како ќе го обесат. Ги слушаше тапаните и ги виде војниците како маршираат. Сиот народ се беше раздвижил. Тука се најди едно чевларско чироче во кожена престилка и пантофли. Тоа туку јуреше што едната пантофла му летна дури до зидот од занданата зад која седеше војникот и дзиркаше низ железните решетки. Еј, му викна војникот на чирачето, не мораш толку да брзаш, ништо нема да се слуши додека јас не стигнам таму. Но дали би сакал да отрчаш во гостилницата каде што живееш и да ми го донесеш моето огнило? Ќе добиеш 4 паричиња, само треба добро да трчаш. Чирачето сакаше да добие 4 паричиња и веднаш отрча по огнилото, му го даде на војникот но сега ќе чуеме. На плоштадот беше подигната голема беселка, околу неа стоеа војници и многу стотина илјади луѓе. Кралот и кралицата седеа на убав престол, токму спроти судиите и целиот свет. Војникот веќе стоеше под бесилката, но кога сакаа да му го стават јажето на врата, тој рече дека на осудените секогаш им се исполнува последната желба. Тој сакаше да испуши едно луле тутун, последното луле што ќе го испуши на овој свет. Кралот не сакаше тоа да го одбие, а војникот тогаш го зеде своето огнило и шкрапна еднаш, 2 пати, 3 пати и се појавија одеднаш 3 песа. Оној со очите големи како чашки за чај, оној со очите како воденички камења и оној чии очи беа големи како кули. Помогнете ми сега да се спасам, рече војникот, и пците веднаш се фрлија на судиите и на целиот свет. Зграбчија еден за нозе, друг за глава и почнаа да ги фрлаат на неколку метра во висина, така што се паѓаа и се разбиваа како ѓулиња. Милост, извика кралот, но најголемиот пес го зграбчи и него и кралицата и ги фрли по другите.
Тогаш војниците се уплаше и целиот народ извика: "Млад војниче, били ни тие одсега наш крал и земја за жене убавата принцеза?" Потоа го ставија војникот на кралските кочи, а трите песа играа пред нив. Се извикуваше ура, додека момчињата свираа во прсти, а војниците му оддаваа почест. Принцезата излезе од бакрениот замок и стана кралица. Свадбата траеше 8 дена, а пците со ококорените очи седеа до масата.